Здраво, дечки, добродојавте на уште едно Дома со Леа видео. За разлика од сите досегашни видеа кои што беа насочени пред се за мамички, ова видео е за татковци. Имате многу кревко бебе дома, имате жена која што е во многу кревка состојба исто така и едноставното размислување со ладна глава не ги решава работите, бидејќи се појавуваат проблеми кои што едноставно не се логични. Психолошката промена што се случува кај новите родители не е за занемарување и потребна е искрена комуникација за да се надминат сите разлики, сите проблеми и едноставно да си се објасниме еден на друг што се случува во овој чуден, неповторлив период. Како и со секое искуство кое што се подготвувате да го имате за прв пат, воопшто не можете да знаете какво е чувството и што се случува, посебно не за искуство што толкова менува, почнувајќи од хормонално до психолошки, до практично отвара еден нов простор во вас, нова улога на вашата личност. Верувам дека истото ова се случува и кај мајките и кај татковците, меѓутоа поинаку се манифестира и мислам дека живееме во општество, во култура во која што многу им се ускратува на татковците од сите задоволства кои што ги носи новороденчето. Комуникацијата со вас ме инспирира и решив да направам едно малку поинакво видео. Впрочем, решив да ги прашам сите мои следбеници на Твитер, особено жените кои што веќе имаат деца меѓу нив, што е она што би сакале нивните сопрузи да го знаеа пред да станат родители. Од моето лично искуство имам само еден тон благодарност до сопругот, затоа што многу добро исхендла некои ситуации. Значи имавме денови на кои што кога ќе се сетам, се чувствувам како јас да сум била само наблюдувач во собата, а некоја друга жена ги правела и ги кажувала сите тие работи, што всушност нели јас ги правев и кажував. Значи, воопшто не е лесно да се објасни, меѓутоа се случува. И се случува кај секој од нас, верувам пред се заради големите хормонални разлики кои што се случуваат непосредно по пораѓањето. Ова не трае еден ден или два дена, ова може да трае со недели. Потребно е сопругот да е информиран, да знае што да очекува. Значи, дури ако треба нека отвори некој форум или некои женски групи или машки групи, доколку има такви на интернет, каде што ќе прочита брутални искуства на други луѓе со своите сопруги. Затоа што она што се случува, па би рекла во првите 6 недели после породувањето, буквално нема никаква врска со логиката, значи нема врска со здравиот разум. Идејата не е да исправате криви дрини или дополнително да ја тревожите мајката на детето, затоа што и може да се случи мајката која ги има симптомите на постпородилна депресија да не ги препознае кај себе едноставно заради ситуацијата која што ја обзема. Потребно е таткото да биде информиран за овие симптоми, да наблюдува објективно и да може да ги препознае кај својата сопруга и да најде начин или да ја предложи решение за она што се случува. Колку таа е повознемирена, толку и бебето е станува повознемирено. Исто така идејата не е да се изгубите себе си во постојано викање да или едноставно правење што ќе ви каже сопругата. И имајте на ум дека новата состојба е краткотрајна. Да, тие 6 недели ќе ви изгледаат како цела вечност, затоа што луди работи ќе се случуваат, меѓутоа сета состојба не е многу долготрајна и кога ќе се стабилизирате и вие и сопругата и бебето, сите ќе се вратат во некоја нормална хиерархија што сте имале нели пред добивање на бебето.
Во секој случај, следбеничките на Твитер одговорија громогласно и би сакала да ви прочитам некои од најинтересните одговори според мене. Татковци, слушате внимателно. Ова е она што најверојатно после година или две вашата сопруга ќе може да го каже за вас. Неопходна е помош. Твоја, не од бабите. Бабите ме нервираат. Детето е наше. Фала што ме трпеше, дури плачев и не знаев што да правам со себе. Во една книга пишуваше за мајката да се грижи неоптеретано за бебето, таткото на бебето треба да се грижи за неа. Бебињата се поврзани со мајките и тоа е апсолутно нормално и не е никаква вина или резултат на некој пропуст од страна на татковците. Потребно е само трпение, ќе дојде ден и децата ќе бидат луди и по вас. И знаете дека ве сакаат. Друга твитерџика вели: сакам да беше присутен кога раѓав без епидурал, чисто за да се потресе малку. Друга твитерџика вели: и јас имам душа, бебето нема да се скрши ако го земеш кога има 3 дена. Колку и да се чини дека си уморен, мама е 5 пати поуморна. Сечење ногти на нозе со стомак до заби. Многу сериозно е прашањето на постпородилна депресија и друга твитерџика вели: фала ти што ги истрпи сите мои емотивни крахови. Извини што сум станата понапната, дел од мојата мајчинска формула. Не требаше толку да се мачам со доењето кога не биваше, требаше да послушам. Би сакала сите мажи да знаат дека првите месеци со бебе се многу тешки и извинете ако сме кучки, ама ниту ние не знаеме што правиме. Работите ќе се сменат и се ќе станува подобро. Имајте трпение. И уште еден добар совет: иницирајте искрена комуникација. Друга твитерџика споделува: маж ми остана дома со бебо кога имаше 4 месеци. Јас морав да се вратам на работа заради комплицирани услови. До 2 години го чуваше сам. Битно како маж се снајде сосема добро и тој изговор бебе е женска работа е банален. Можда нема многу примери од Македонија каде што таткото останал дома да чува дете, ама апсолутно не значи дека не се способни за тоа. Се имаат посебна врска и се ептен блиски, различно од врската со мама секако. Не е за изненадување, но доволно мажи и жени во коментари и одговори на овој твит потврдија дека нивната врска со мајката или таткото на нивното дете непоправливо се оштетила токму во овој период и истата морала да прекине во или кратко по добивањето на детето. Работите во животот не се црно-бели, на крајот на денот важно е сите да сме здрави и живи и без се и без секого се живее. Но во секој случај, психолошката промена што се случува кај новите родители не е за занемарување и потребна е, како што каже на друга твитерџика, искрена комуникација. Би сакала само да додадам, исто така со тон благодарност, дека грижата за мајката подразбира грижа како за болен човек, да кажеме. Значи, никогаш едноставно жената станува толку уморна што доколку треба да бира дали да стане да земе јадење или да не јаде, може да не јаде. Многу често поддршката која што е потребна на новата мајка е да ја подсетите да седне или да легне, да се одмори, да ја подсетите да се напие вода, да испремите храна. Не значи дека треба да станете Джейми Оливер, меѓутоа ако правите сендвич за вас, направете уште еден за неја, однесете го каде што лежи. Наблюдувајте вашата жена и гледајте дали има некои работи кои што и се за малку далеку од дофат во момент кога го држи бебето што спие или што цица. Може да се случи да ја донесете чаша вода на вашата жена, да ја ставите на маса и она повторно да остане жедна, затоа што ако се наведне ќе го разбуди бебето, ме разбирате. А потребно е многу наблюдување и посебно грижете се за жените што нема да ве викнат и да ви се обратат за помош, бидејќи се навикнати они се да можат и да прават сами. На овие жени најмногу има потребна вашата помош. Ви благодарам многу за вниманието. Се надевам дека ова видео ви беше интересно и корисно, посебно на идните татковци. Се надевам дека ќе имате секогаш на ум дека сите луѓе поминуваат низ исто тоа. Сите луѓе што имаат деца, а сите ние сме се родиле кај некои луѓе како деца, нели? Така што сите родители на светот поминуваат низ исти или слични ситуации. Имајте трпение, работите повторно ќе се дојдат на своето место.
сабскрајбнете се и лајкнете го ова видео и се гледаме нареден понеделник. Чао!